Оваа година почна добро во првите месеци, таму некаде февруари, март. Пчелите добро стартуваа, меѓутоа потоа се случи заладување, многу ладна година, многу влажна и пчелите не можеа да соберат количини мед за себе. Значи месеците мај и почетокот на јуни беа толку ладни, ветровити, врнежливи, така што веќе слабите друштва уште на почетокот осетија глад и пчеларите мораат да ги прехрануваат заради опстанок, за да преживеат едноставно. Меѓутоа се случи и на територијата на цела Македонија е така, јаки друштва да угинат од недостиг на храна. Значи ова е изразито лоша година. Еве сега, после таквите лоши временски прилики, дојде и нагло затоплување, топлотен бран и така натаму. Овој последниот дожд добро треба да се одрази на пашните услови. Меѓутоа, веќе годината е помината. Утакмицата се уште трае, меѓутоа, резултатот најверојатно ќе биде 0-0. Тоа значи дека малку мед ќе биде собрано? Значи, оваа година мал број пчелари може да се пофала дека извадиле мед. Таа изјавата на Атидже, пола за пчелите, пола за нас, веќе не важи, него останува се за пчелите, дури и треба да му дадиме уште од нашето на пчелите за да преживеат. Неофицијално слушам дека се купуваат или се пласираат или има појава од продажба на пчели што не се автохтони македонски во Македонија. Што мислите како stručnjak за оваа појава? За жал и тоа се случува и покрај тоа што има закон за таа работа, неофицијално на мала врата, дури има и реклами на Facebook и така натаму, се нудат матици кои што не потекнуваат од нашето подрачје. И мајчија нашата Апис мелифера македоника, со која што може да се гордееме. За жал, некои пчелари, сакајќи да постигнат поголеми резултати, внесуваат такви пчели на црно. Тоа треба да се спречи што е можно поскоро, затоа што секоја раса пчели настаната е нели на подрачјето на кое што настанала и еволутивно се развивала со еволуцијата на цветовите. Нашата пчела е адаптирана на овие услови, морфолошки одговара и е компатибилна со природната медоносна флора што ја има тука. Од друга страна, нашите климатски услови, микроклиматски услови се многу различни од тие во Италија или во Англија и така натаму, и најчесто таквите матици само ни оставаат генетско загадување. Значи, генетски ни ја онечистуваат нашата чиста македонска пчела, а од друга страна се, може би првата година, ако наидат на добри услови, може да бидат и попродуктивни, меѓутоа во зимските услови или во овие летни услови, каде што има силни горештини и суша, тие не се штедливи пчели, не знаат дека тука нема толку храна, значи полагаат поголем број јајца и на крајот чекаат пчеларот да ги нахрани, затоа што тие не можат да соберат од природата во вакви сушни услови, и ако пчеларот не посвети поголемо внимание, во тој случај истите ќе угинат. Меѓутоа, ако пчеларот постојано му дава, ги донира цело време со нови дози шербет, може да успеат и тие да бидат и попродуктивни. Меѓутоа, тоа не е веќе мед, тоа е нешто друго, тоа е фалсификација. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.